Во овој 5-годишен период, ние треба да извршиме набавка на околу 150 возила, кои што ќе бидат насочени кон нашата лесна пешадија. Договорот со Соединетите Американски држави ќе предвиди купување на 150? Генерално таков е планот. 150. Да. Се разбира дека има различни типови на возила. Едни разговараме и за лесни оклопни возила, разговараме дури и за оклопни транспортери и сега затоа реков чекаме од американска страна официјално завршување на постапката. 20 милиони евра кои што не ви се потрошени, сите ќе одат не се сите, како рата за тие се некаде договор. околу 11 милиони евра, дополнителни 3 до 4 милиони евра ќе ни бидат потребни за купување на просторот за нашата мисија во НАТО, како и дополнителни модернизации, и ние ќе имаме уште некои исплати до крајот на годината. Вие знаете дека треба да почнете набавка, да ја завршите набавката и дури на крајот да платите. Така што јас очекувам дека најголемиот дел од овие средства ќе бидат Завршија преговорите со САД за чинењето на опремата или уште траат? Што се проценките, колку вкупно ќе ја чинат државата овие 150 оклопни транспортери? Според нашиот долгорочен план за развој на одбранбените способности, пресметувавме негдека 150 милиони евра во период од повеќе години. И тие повеќе години се негдека помеѓу 10 и 15 милиони евра на годишно ниво. Во рамките на овие 150 милиони, 30 милиони ќе бидат практично донација од Соединетите Американски држави. Тоа се оние информации кои што излегоа во дел од американските медиуми. Достапни се на страницата на State Department-от. САД, ова се пари, донација, грант, неповратни средства. Да, за Северна Македонија пишува 30 милиони долари за набавка на преведено борбени возила за поддршка на пешадијата. Тоа се. Добро. Само како дополнителна информација, пред 2 дена добивме информација од американска страна дека ја зголемуваат поддршката по овој основ и од 30 милиони кои беа безицирани, во главно ќе се исплатат следната година за нас, ја зголемија поддршката на 37 милиони долари, кои нема да одат само за возилата, туку ќе одат и за дополнителна опрема на нашата пешадија. Ноќни визири, конверзија на муниција, АБХ која веќе ја започнавме, меѓутоа добрата вест е денеска не сум стигнала дури ни владата да ја информирам, дека како резултат на многу добрата соработка во последниве неколку години, одлуката била донесена наместо 30 милиони долари, практично кон Северна Македонија да се насочат 37 милиони американски долари. Сигурно некој би коментирал и друга држава да е во позиција да ви даде 37, а да добие назад уште 120 или 110 милиони, сигурно и друга држава би била заинтересирана за тој тип на договори. Да, се согласувам дека може и така да се гледа, ама да не гледаме денес само. Ако се вратите назад од 94-та година, кога е почната нашата билатерална соработка во одбраната со Соединетите Американски држави, ќе видите дека од 94-та негде до 2016-та 50 милиони, мислам дека тука ги имав негдека, 60 милиони долари сме ги добиле како поддршка. И тоа, например, армијата и највеќе го знае. Поддршка за вежби, поддршка за опрема, целосна конверзија на муницијата, АБХ опрема пред неколку месеци, неколку недели промовиравме. Во последниве 3 години, помалку од 3 години, значи повеќе од 10 години сме успеале да искористиме 60. Во овие 3 години успеавме да искористиме 50 милиони долари.